Владата на нашата земја доделува државна помош на приватни предпријатија преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите и Фондот за иновации и технолошки развој. Целта на оваа помош е да ја зголеми компаниската продуктивност, профитабилност, инвестиции во опрема и технологија, работните места и платите на вработените. Но како да знаеме дека државната помош дава резултати? За да го најдеме одговорот, треба да спроведеме импакт евалуација. Океј, што ако направиме едноставна споредба пред и по доделувањето на помошта? Во тој случај, овие предпријатија добиле државна помош, грант, и по добивањето на помошта нивната продажба пораснала. Но тоа е можеби затоа што на економијата ја одело добро, или затоа што тие купиле нова производна опрема претходната година. Ништо од ова не е поврзано со државната помош што ја добиле. Што ако ги споредиме предпријатијата кои добиле помош со предпријатија кои не добиле помош? Ако едно предпријатие било мотивирано да се пријави за грант, или ако ги исполнувало зададените услови, тогаш тоа може би било и способно самостојно да ја зголеми својата продажба. Во тој случај, успехот е поради разликите во карактеристиките на предпријатијата, а не поради доделената државна помош. Значи, треба да видиме што ќе се случило со истите предпријатија ако тие не добиеле државна помош. Тоа ќе е можно ако ги клонираме, што секако е неизводливо. Може да избереме предпријатија кои не добиле помош, а кои се исти или колку што е можно послични со предпријатијата кои добиле помош. Предпријатијата кои аплицирале, но биле одбиени, се природен кандидат. Тие имале иста или слична мотивација да се пријават за државна помош и ги исполнувале пропишаните услови. При тоа, за секое предпријатие кое добило помош, ќе најдеме предпријатие кое аплицирало и било одбиено, а е најслично според дејноста, староста, локацијата и големината. Од тука, ако приходите од продажба биле поголеми кај првата група споредено со втората, тогаш успехот ќе може веродостојно да го препишеме на доделената државна помош. Со импакт евалуација ќе го дознаеме ефектот од државната помош и ќе може да носиме одлуки за нејзино зголемување, насочување, продолжување, реформирање или укинување. И ќе избегнеме залудно трошење на народните пари.